Ова се настаните од денес. На календарскиот почеток на летото, Охрид преполн со туристи. На денот на Охридското езеро, петта година поред, Субклуб Охрид спроведе еколошка акција. Планинската спасителна служба успешно извлече повреден холандски турист. Јавното предпријатие Водовод и канализација Струга ќе започне акција за откривање злоупотреби на водата за пиење од водоводната мрежа. Нови правила за првата телевизиска дебата на Бајден и Трамп. За најавените и за останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид повторно имавме тропски ден, сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 33 степени Целзиусови. Во сабота во западна, централна и во делови од северна и источна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Услови за локални врнежи од дожд се очекуваат и во северните и централните предели на Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во останатите предели од полуостровот ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 27 до 38 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со локална облачност. Во вечерните часови постојат услови за развој на локални врнежи од дожд и грмотевици и услови за појава на невреме. Минималната температура ќе се движи во интервал од 15 до 24 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 28, односно до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во недела и понеделник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност, кој што ќе услови и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме и град. Минималната температура од 19, односно 18 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 32, односно до 28 степени. Во вторник претежно сончево и топло со појава на локална облачност. Во попладневните часови развој на нестабилност, кој што ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме и град. Утринската температура од 17 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 25 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. И овој продолжен празничен викенд Охрид полн со туристи. Најбројни се организираните групи од Холандија, Полска и Турција, но има гости од земјава и од регионот. Туристичките работници очекуваат рекорден број туристи.
На календарскиот почеток на летото Охрид препон со туристи. И овој празничен викенд со линда исполнетост бележат и хотелите на брегот на Охридското езеро, но и приватното сместување. Најбројни се организираните групи од Холандија, Англија, Полска, Турција. Има гости и од соседството Србија и Бугарија, но не изостануваат и домашните туристи. Оваа туристичка сезона се очекуваат рекорден број гости, за 10 до 20% повеќе од лани. Летото ни започнува. Можеме да дадеме оценка како, да кажеме, на ретроспектива после почетокот на туристичката сезона, дека успешно стартоваше. Сведоци сме дека градот е полн со групи кои што можеме да ги забележиме во центарот на градот на Охрид, и добро е тоа што групите кои што го посетуваат Охрид остануваат, имаат подолг престој, не се како имавме показател минатите години, имавме голем број ноќевања, меѓутоа тоа беа со краток престој, што во секој случај е бенефит, меѓутоа поубаво кога имаме туристи со подолг престој, тоа е поголем бенефит за сите охриѓани, за сите нас. Охрид и ова лето е најпродавана екскурзија во соседна Албанија. Туристите се воодушевени од културно-историските споменици, вековната историја, древните цркви, музеите и природата. Everybody wants to see Ohrid, the beautiful. Сите сакаат да го видат Охрид. Импресионирани се, велат преубаво е и повторно сакаат да дојдат. Имаме голем број туристи од Полска, во Албанија околу 1000 гости неделно се до октомври. Oczywiście i marzą mi się Слушав многу за Охрид, прв пат сум овде, сум чула и за вековните охридски бисери. I think it's beautiful. Мислам дека е преубаво, тивко, мирно, преубави гледки. Многу ни се допаѓа. Убави цени, убава баклава, преубаво е. And the food. Ја вкусивме македонската храна, преубава е и го препорачуваме Охрид. Од Охридскиот аеродром има субвенционирани летови од Холандија, Велика Британија, Србија, а од 24 јуни започнува и авиолинијата Охрид-Варшава. Според официјалната статистика, годинава заклучно со месец април, бројот на туристи во земјава е зголемен за 15,3%. По повод денот на Охридското езеро, традиционално и годинава се одржа еколошката акција Супер чистка во организација на Субклуб Охрид. Со суп даски и кајаци, учесниците го чисте од отпади езерскиот брег од Канео Лабино, градска плажа и Старград. Утрово од плажата Канео 30 лица од сите возрасти со суп даски и кајаци тргнаа во еколошка акција покрај брегот на езерот. Учесниците весла и чисте отпадоци што плутаат во водата и од брегот до плажа Лабино, градска плажа и Старград. Оваа супер чистка, 5-та година поред ја организира Субклуб Охрид по повод 21 јуни, денот на Охридското езеро. Од година во година има се поголем интерес. Првата година кога почнавме, скоро бевме само ние што често веслаат и некои пријатели наши, и како годиниве сега, веќе оваа година имаме околу 30 учесници. На денот на Охридското езеро сакаме да упатиме апел до населението и до сите луѓе што го посетуваат Охрид, повеќе да се грижиме за Охридското езеро и да го заштитиме ова светско наследство. Веслачите и инструкторите од Субклуб при секоја тура собираат отпадоци од езерото, од брегот кој е достапен само со пловен објект и од длабнатините во карпите. Дури и туристите кои изнајмуваат даски при секое враќање од веслање, со нив носат собрани отпадоци, кажуваат од Субклубот. На таков начин и се родила идејата за организирање на една поголема еколошка акција со цел да се упати порака да не се фрла ѓубре во езерото. Ние сме години уназад правиме и тури со странски државјани и стално кога ќе се вратевме од натура имавме и ние, ама и странските државјани имаа собрано на даските ѓубре. Имавме баш, се сеќавам, тура со две дечиња на 7 и 9 годишна возраст. Ги учев да веслаат и уз веслање исто така. Имаше повеќе отпад сретнавме и почна да го збират. И така ни се јави идејата да почнеме да правиме акции, за да ја поттикнеме свеста прво на локалното население тука, зашто мислам дека е на ниско ниво, а со тоа
ќе видат нормално и странските и од другите градови луѓето, ама прво мислам дека треба да почнеме од нас. Посебно е лоша состојбата во пикот на сезоната во август, кога Охрид најмногу ги чувствува ефектите од масовниот туризам. Од Субклуб сметаат дека за да го заштитиме нашето природно богатство треба да се стремиме кон развој на одржлив екотуризам. Ние Охрид го гледаме како дестинација за одржлив туризам, затоа сакаме да гледаме повеќе еколошки објекти, како што се суп, кајаци, едрилици. Во таа насока апелирам пловилата, посебно на моторен погон, кога се движат во приобалниот дел на обалата, да внимаваат како се движат за поголема безбедност на сите учесници, како што се нормално суп, кајак, веслачи, ама и има многу пливачи кои се загрозува безбедноста. Првиот ден на летото, 21 јуни во 2000 година, беше прогласен за Ден на Охридското езеро. Тогаш беше потпишан меморандум за заштита на езерото меѓу Охрид, Струга и Поградец со цел подигнување на свеста за поголема заштита на езерото како природно наследство од македонска и албанска страна. Јавното предпријатие Водовод и канализација Струга ги известува граѓаните дека работните групи на предпријатието во соработка со местните заедници од понеделник 24 јуни ќе започнат со акција за откривање случајни злоупотреба на водата за пиење од водоводната мрежа. При проверките, корисниците кои злоупотребуваат вода за пиење најпрво ќе бидат писмено предупредени, додека во случај на повторување на истиот прекршот ќе се превземат законски мерки согласно Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води. Казните се до 3000 евра или исклучување од водоводната мрежа. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Струга повикуваат на рационално користење и да не се злоупотребува водата за пиење, со цел намалување на проблемите со водоснабдувањето во текот на летната сезона. Уште една успешна интервенција на планинската спасителна служба. Извршено извлекување на повредено лице од околината на село Елшани. Успешно извлечен повреден холандски турист кој се здобил со скршеница на ногата кај селото Елшани. Интервенирала планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид, која го извлекла повредениот и го предала на екипа од итната медицинска помош од Охрид, информира Центарот за управување со кризи. Повредениот холандски турист бил пренесен во специјализираната болница Свети Еразмо во Охрид на понатамошно лекување. Само од почетокот на оваа година планинската спасителна служба имала 18 интервенции, информира раководителот Антонио Додевски. Од Центарот за управување со кризи подсетуваат дека сите итни случаи може да се пријавуваат на единствениот повикувачки број за итни случаи 112, особено кога граѓаните имаат животозагрозувачки ситуации. Истовремено, Центарот за управување со кризи информира дека е корисно да се следат препораките и информациите од медиумите за превенција, а и за реагирање при итни случаи. Во денешното издание на емисијата Прашалник, гости на колешката Сонја Рилковска се првенците на генерација од средните училишта во Охрид. Прашалник следува веднаш по првото издание на Дневникот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 5 лица загинале, а 44 се повредени, од кои 10 потешко во шумски пожари кои го зафатија југоисточниот дел на Турција во две области во близина на градот Мардин, соопштил турскиот министер за здравство. На местото на настанот били испратени 4 екипи на брзата помош. Пожарот избувнал синоќа во област на околу 30 на километри јужно од Дијарбекир и брзо се проширил поради силниот ветер и зафатил 5 села, изјавил министерот за внатрешни работи на Турција. Најмалку 9 лица загинале во градот Мејџоу, а 6 мина се водат како исчезнати поради поплавите што го погодија јужниот дел на Кина. Во следните 2 недели може да падне уште дожд во неколку области, соопштил Националниот метеоролошки центар. Властите во градот Гуилин вчера активирале црвено предупредување за поплави, лизгање на земјиште и други катастрофи, објави денеска Чајна Дејли. Владата во Пекинг издвоила $48,6 милиони за да помогне во борбата против поплавите и сушите.
Повеќе од 1100 планирани операции и 2100 амбулантски прегледи биле одложени поради сајбер напад на болница во Лондон, пошто украдените податоци биле објавени на интернет. Мета на хакерскиот напад била компанијата која обезбедува патолошки услуги за тестови на крвта. Се предпоставува дека руската група Killing го извршила нападот. Ова е уште еден сајбер напад на здравствени установи во Лондон. Пред 2 недели беа хакирани неколку болници во Лондон, пошто операциите биле откажани во 3 болници, а трансплантации во 2. Нови правила за првата телевизиска председателска дебата помеѓу двајцата кандидати за председател на САД, актуелниот шеф на државата Џо Бајден и неговиот претходник Доналд Трамп. Дебатата ќе се одржи на 27 јуни во Атланта, Џорџија. Новите правила вклучуваат исклучување на микрофон кога не им е редот да зборуваат, со што се намалува можноста за прекини, на што и двајцата кандидати се согласиле. За време на дебатите пред председателските избори во 2020 година, Трамп и Бајден постојано се прекинуваа еден со друг. За прв пат од 1976 година во студиото нема да има публика. За разлика од минатите години, кандидатите нема да имаат воведни говори. Ки имаат 2 минути да одговорат на прашањето со едноминутни реплики и одговори на реплики. Емитувањето е предвидено да трае 1,5 час со 2 паузи за реклами. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!